Да, минути предвидени за првиот разговор во студиото, како што и на самиот почеток потенцирав, денеска во фокусот на вниманието, ден по изборите, како помина изборниот ден, предизборието, цело реториката која што нели можеби доведе до крајниот резултат од локалните избори. Со мене во студиото е Боријан Ѓузелов, аналитичар, со кој што ќе направиме еден пресек на се она што ни се случуваше и во предизборието и на самиот изборен ден. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден и добро најдов. Од она што се последни информации од Државната изборна комисија, секако нели ќе подлежат на некои ситни промени, бидејќи голем број од гласовите веќе се преброени. ВМРО-ДПМН доби градоначалници во 32 општини по првиот круг, Влем 5, Нај 4, СДСМ 3. Што практично покажаа овие локални избори и која е една оценка да направиме за тоа што сите партии понудија, што добија? Па, локалните избори делумно ја повторија сликата од минатите парламентарни избори, а тоа е дека ВМРО-ДПМН се враќа на голема врата како доминантна политичка сила во државата и со овие резултати го потврдува тоа. Она што е, нели, исто забележително е дека нивниот коалиционен партнер вреди, наспроти скептицизмот и очекувањата дека веројатно ќе биде повторно некаде пата или за малку поразен од ДУИ, издвои изборна победа, може сепак да го заклучиме тоа, со што се затвара барем за одредено време шпекулацијата дека ќе треба да се оди на предвремени избори и дека ќе се менува партнерот албански во владата од Влен во ДУИ. Што друго? СДСМ има еден од полошите изборни резултати, особено во Скопје. Тоа можеме исто да го продискутираме понатаму. И наспроти тоа, Левица се истакнува сега како втора политичка сила во Скопје, додека сепак на ниво на цела држава СДСМ во однос на и градоначалници и во апсолутни бројки сепак останува втора политичка партија, но тоа сепак мислам дека не е резултат што треба нив да ги задоволи. И мислам дека таму ќе треба да има големи промени и една добра рефлексија каде се и како сакаат да продолжат понатаму. Го спомена Скопје, ајде можеби неколку општини се издвојуваат кај кои што ќе се бијат битките и во вториот изборен круг на 2 ноември. Меѓутоа, ајде да почнеме од метрополата, бидејќи тука имаше навистина и во програмите на практично на сите кандидати многу ветувања, многу работа, чинам дека не чека, имајќи во предвид како функционираше изминативе 4 години локалната власт во град Скопје. Меѓутоа, Орце Георгиевски од ВМРО-ДПМН и Амар Мециновиќ од Левица влегуваат во трка во вториот круг од изборите. Да, Орце Георгиевски ќе победи во вториот круг, но големо и изненадување и би рекол дури и освежување е тоа што Амар Мециновиќ од Левица влегува во втор круг. И сега, исто така, пред да дискутираме малку повеќе за вториот круг, би сакал да истакнам една работа која некако не беше доволно истакната во предизборието, а тоа е дека во градот Скопје, точно е дека имавме една хаотична ситуација со претходната градоначалничка, но некако не беше доволно истакнато пред се од страна на опозицијата и пред се од страна на СДСМ, тоа дека тој хаос се должеше не само на градоначалничката, туку на мнозинството во Советот од ВМРО-ДПМН, кое ја блокираше нејзината работа, односно работата на целата институција град Скопје. И со тоа во добар дел се случи она што се случува секојдневно, нечистотија, нефункционални јавни предпријатија и така натаму. Сега тоа успеа ВМРО-ДПМН во кампањата некако
малку со извинување дека сгрешиле со Данела, малку советување дека ќе го исчистите, да ќе го средат цел град и така да го надминат, а опозицијата не успеа да капитализира на таа една апсолутна катастрофа што се случуваше овие последни 4 години. Наспроти тоа, тука кога велам опозицијата, мислам пред се на СДСМ, наспроти тоа излегува многу доцна со кандидат, и тоа со очигледно слаб кандидат, кој не можеше да повлече некоја позначајна критична маса на гласачи кои сепак ги има во Скопје и низ општините. А тоа го направи левица со еден релативно нов, афирмативен лик кој, за разлика од, например, лидерството и риториката на левица до сега, водена од Апасиев, кој е, така да кажеме, порадикален, Амар Мециновиќ има еден поширок политички потенцијал кој беше препознат од граѓаните и заради тоа оди во втор круг, и тоа треба да биде еден мотив, еден поттик за левица, доколку сака сега да продолжи да расте, да ги следи стапките на таа една поафирмативна и по-центар ориентед реторика на Мециновиќ, наспроти радикалната и понекогаш навистина безсмислена политичка понуда на Апасиев. Ако се сеќавате минатите години, они имаа некои многу контраверзни позиции политички. Доколку ги напуштат тие позиции и одат малку по конструктивно, мислам дека може да продолжат и да го докрајчат СДСМ. Но Борја Неве, од оно што го спомена и предходно, имајќи ги во предвид дека позицијата на градоначалникот секако е една, да кажам, условеност во однос на тоа како ќе се постави советот, нели, во самата општина. Тоа го имавме од примерот во функционирањето на град Скопје. Генерално, сега како што се поставени работиве, голем број од советничките листи се разнолики овој пат. Има доста, да речеме, гласови кои што отидоа на контото и на независни кандидати и на контото на левица. Значи, колку самата функционалност на локалната власт директно ќе зависи и од советиве? Па, искрено не би се сложил дека се толку разнолики. Треба уште малку, можеби, да ги... Нормално, има 80 случаи, 80 општини, некаде се, некаде не се, ама генерално, после ваква победа, со ваква разлика во апсолутни бројки, мислам дека во 80, па можеби и повеќе проценти од општините ќе има јасно мнозинство, и тоа мнозинство ќе биде мнозинство на партијата која е на власти на централно ниво. Така што не очекувам дека ќе има премногу простор за некакви внатрешни нови мнозинства, за некаква политика во рамките на Советот. Мислам дека ќе биде сега многу јасно тоа што ќе се утврди на одбор на партијата, тоа ќе се гласа и нема да има многу отстапки од тоа. Исклучок можеби ќе бидат некои албански општини каде што изборниот резултат е поблисок, и некои урбани средини како Центар, Карпош, каде што ќе има разноликост и каде што има некаква, да речеме, критична маса на непартиски советници, независни, или човек партија советници во некои совети, но мислам дека големото мнозинство ќе биде од страна на победничката партија, односно победничкиот кандидат значи нема да има позиција на кохабитација. Минатите и предминатите избори имавме многу повеќе случаи каде што градоначалникот од една партија, мнозинството во Советот или нема мнозинство па треба да се создаде, или мнозинството е од друга партија. Овој пат нема тоа да биде така. И сега тоа е
во теорија не баш најдобро сценарио, затоа што нема да има никаков контролен механизам, но од друга страна, имајќи предвид дека често пати се случува, како например што беше случајот со советничката група на ВМРО-ДПМН и нивната кандидатка Данела Арсовска, често пати се случува да има, ако се случи таков конфликт, разногласие и буквално блокирање на целата работа, тогаш се парализира институцијата. Тоа овој пат речи си да нема да се случи. Она што исто така е една динамика која и порано постоела и која ќе треба да се обрне внимание и овој пат, оние ретки општини каде што опозицијата ќе има свој градоначалник и мнозинство во Советот, тие општини да не бидат заборавени или целосно абстрахирани од владината политика. Затоа што тоа се случувало, буквално партијата на власт на централно ниво на некој начин да ги казнува граѓаните на тие градови и општини каде што има проопозицијско расположение, со тоа што нема да обезбедува финанси за функционирањето на тие општини, иако на хартија општините треба да бидат самоодржливи, но за секаков покапитален проект, особено помали општини и помали градови од натрешноста, секогаш се зависни од централната власт. И сега тука овие избори... Но кога имаме сега еве и централна и локална власт, тоа е голема моќ сега на овие избори. Спомена се покажа дека ВМРО-ДПМН владеачкава партија задржа, ќе си ја зголеми довербата кај гласачите, кај граѓаните. Меѓутоа, што беше клучно, еве ајде за Скопје кога зборуваме, што беше клучно кај граѓаните да ја дадат довербата? Како прво, уште на претходните избори, Скопје веќе беше во голема мера про-ВМРО електоратот беше. Така што тоа е едноставно базата беше таква. Во најголем дел од општините има силна партиска база, плюс партија на власт секогаш добива некаков ветер во грб на било кои избори, особено партија на власт која е во подем. И исто така, тука може да се забележи исто така дека... Партијата што е на власт победува и на локални, така ќе... Па најчесто се случува тоа. Мислам, тоа се случи и СДСМ. Најголемата победа на локални избори во апсолутни бројки на освоени градоначалнички места, иако најчесто последниве 20 години победувала ВМРО-ДПМН, сепак најголемата победа е на СДСМ версус ВМРО-ДПМН 2017 година, некои 7-8 месеци откако падна режимот на Груевски и СДСМ ја презеде власта, ако се сеќавате, 30 мај 17 година беше тоа кога се формираше нова влада, есента имаше избори и тогаш се случи најголемата победа на СДСМ. Тоа значи дека влие несомнено централната власт и воопшто општото расположение на тоа како ќе се гласа. И тука исто така мора да се напомене, значи чиста е победата на ВМРО-ДПМН, но важно е да се напомене дека тоа владеачко расположение е во добар дел исто така поддржано од кредитирањето што тие го направија и имаше тука одредени спротиставени мислења колку тие кредити се добри. Кредитирањето со унгарските кредити кои во добар дел се слеа во општини каде што или беше на власт ВМРО-ДПМН или каде што сега денеска ќе добие голема поддршка. Така. Додека сме во Скопје, во вториот круг трката за остварување градоначалничка функција ќе има и во 4 скопски општини: Аеродром, Центар, Карпош и Шутово Ризари. Од тука Карпош е најинтересна општина. Другите, мислам дека за Центар кандидатот номинално на СДСМ ќе победи. Не сум сигурен колку ВМРО-ДПМН ќе застане, гласачите на ВМРО-ДПМН ќе застанат позади кандидатот на ЗНАМ.
коалициони и не сум сигурен колку застанале во овој круг. Но па од друга страна сега одма контрааргумент сам на себе да си дадам. Знам, имам исклучително слаб резултат во Центар за советници. Има само 2 советника добиено. А влезе нивниот кандидат во втор круг, така што тука треба дополнителна анализа да се направи колку може плюс да мобилизира гласачи овој кандидат. Моje вака грубо лично мислење, без направена некоја поголема анализа, дека не може и дека тука е релативно затворена ситуацијата во Центар. За аеродром и за која друга општина? За Шуто Оризари ги немам видено бројките, не можам да коментирам. За аеродром мислам дека ќе има победа во вториот круг на ВМРО-ДПМН. Сега за Карпош. Карпош е исклучително интересна општина, пред се затоа што ова е потенцијално 5ти мандат на Стефчо Јакимовски, маркантен политичар со исклучително тежок политички багаж, и тука не зборам само позитивен, но исто доста и негативен багаж. Значи, префрлање од една на друга страна, специфични, скандали, коруптивни, црна листа на САД и така натаму, но од друга страна исклучително добра кампања. Практично е неверојатно толку еден, неговите противници би рекле, истрошен политичар, да има толку добра кампања, кај што се уште мислам дека анимира голем дел од јавноста во Карпош. Сега на овие избори е втор, прв е кандидатот на ВМРО-ДПМН, но мислам дека тоа го спомна и господинот Јакимовски во вчерашната изјава, дека има шанси, значи разликата е, ако не се лажем, околу 1500 гласови и неговата проценка е дека може да ги надокнади, затоа што имало големо опозицијско расположение во Карпош, што е малце специфично затоа што тоа е власт во Карпош и тоа е власт долго во Карпош и луѓето ако сакаат дисконтинуитет, мислам што значи опозицијско расположение? Опозицијско расположение во основа значи дисконтинуитет од претходните практики, така што ако има опозицијско расположение, не верувам дека сите од тие што размислуваат опозицијски би гласале за Стефчо Јакимовски, така што тука ќе има доста тесна битка во вториот круг. Не би можел да прогнозирам. Мислам, едноставно е фасцинантно дека се уште е во игра Јакимовски, а не би ме изненадило повторно да победи. Ако победи, тоа ќе биде негов 5ти мандат во Карпош. Така. За Куманово, бидејќи ова се еве последните резултати и информации од Државната изборна комисија, Максим Димитриевски знам ќе се трка со независниот Горан Стојковски Диро во вториот круг. Од оние резултати што ги имаше, Димитриевски освоил 16.183 гласови, Горан Стојковски 5.946, од обработени 98,80 гласови. Во тесно водство бил пред Селвер Ајдиниот Дуи, кој има 5.905 и Мартин Костовски од СДСМ со 5.793. Со други зборови, дебакал на СДСМ. За ова предлагам да викнете некој од раководството на СДСМ и да се коментираат овие резултати, особено во контекст на тоа дека Куманово, изминатата декада, и Струмица, каде што повторно изгубија, беа буквално бастиони на СДСМ, каде што дури во апсолутната моќ на претходната влада на ВМРО-ДПМН со Никола Груевски, таму водеше и имаше силна партиска база СДСМ и им се случи тоа прво со Максим, минатите избори, овој пат им се случи, односно не им се случи, сами го направија во Струмица. И Па и Берово, Скопје, изгубено, значи мислам дека тука стварно СДСМ
треба сериозно да размисли како понатаму и дали воопшто јавноста го гледа СДСМ како некаква алтернатива, а не мислам за Струмица имаше шпекулации дека постои меѓупартиски договор меѓу СДСМ и ВМРО која општина како ќе се постават. Тоа главна опозицијска партија не може да си го дозволи. Еве, не навлегувам понатаму, не можам да со сигурност да потврдам дали такви разговори имало или не, но ако граѓаните не ја препознаваат СДСМ како пандан на власта веќе. Така, 3 општини се Богданци, Паланка и Кривогаштани од она што беше според изборниот резултат, каде што има победа СДСМ. Дали и центар ќе го имаат и евентуално уште една-две, каде што влегуваат во втор круг, ама имаат таму е тесно. Така, дали практично ова значи дека има потреба за суштинска консолидација, како што рече... Па има потреба дефинитивно. Она што е по-проблематично е со кого, ако треба еве да се менува хокеарски целата постава. Тоа се спомна изминатава вечер на повеќе телевизии, но со кого ќе го заменат тоа? И една друга работа што е исто голем проблем на СДСМ, а беше проблем и минатата година после, мислам дека коментиравме после парламентарните избори со вас баш, е тоа дека во нивната пратеничка група сега седат бивши министри, па дури и бившиот премиер Ковачевски, значи кои има историски најлош резултат на парламентарни избори. И сега тие луѓе требаше целосно да се повлечат од нивните парламентарни позиции и да го дадат своето место на другите на листата. Со тоа ќе оставеа простор партијата органски од внатре полека да се менува и веројатно ќе имаше исто лош резултат како сега, но некои нови дечки внатре во партијата и девојки ќе правеа промена. Тоа делумно они после успеа малку со доаѓањето на Филипче и неговите подпредседатели и подпредседателки да го ребрендираат, но тоа не е доволно ако имате луѓе од старата постава на клучните политички позиции, а тоа е сепак во ваква слаба СДСМ, тоа е сепак собранието и еве неколку општини. Така што за жал не гледам во моментов кој би го заменил Филипче, еве. Или кој би го заменил генералниот секретар, шефот на изборен штаб. Тоа се позиции кои треба да преземат одговорност, дефинитивно. Така што проблемот е неколку чекори назад. Проблемот е и тие што седат во парламент. Оливер Спасовски, Ковачевски, некои други претходни министри, кои немаат сега никаков капацитет да повлечат нови гласачи. И едноставно, се додека е така, СДСМ ќе бележи вакви резултати. И на старите гласачи сега, ако така го гледаме. Добро, има губење на сите гласачи во апсолутни бројки, затоа што е помал одзивот. Одзивот е, чинам, 47,8. Да. Што е историски најнизок одзив. Минатите избори беше 50,56. Значи, негде да заокружиме 57%. Значи, целиот одзив е паднат и сега СДСМ вели паднате бројот на гласачи и на ВМРО ДПМН, што е точно. Дури они пресметале дека е поголем бројот на падот на гласачи на ВМРО ДПМН, ама сега тоа е малце и пиар за да се извлечат од целава ситуација во која се најдоа. Ама јасно е дека компаративно со другите партии стојат полошо од пред една година. Пред да го коментираме албанскиот политички блок, би сакала уште една, не можам да ја наречам интересна општина, меѓутоа општина која што изминативе 7 месеци практично
не стави сите во една колективна тага и размислување што и како треба да гледаме на работите. Општина Кочани, актуелниот ВД градоначалник и независен кандидат Венко Крстевски ќе се бори за втор мандат со кандидатот поддржан од ВМРО-ДПМН Владко Грозданов. Тие одат во вториот круг на локалните. Да, тука веројатно ќе има некаква неизвестност, затоа што има силен опозицијски. Таму има, мислам, силен опозицијски базен на гласови, расположение. И за разлика од Карпош и Стефчо Екимовски, кои се надева на опозицијските гласови, а е власт во општината, овде со Венко Крстевски, независниот кандидат кој е и ВД градоначалник, кој беше во Советот предходно, ситуацијата е поразлична, затоа што дечкото беше ВД градоначалник некои 6-7 месеци, од она што сум прочитал вака по социјалните медиуми, тој вели дека консолидирал многу работи во општината кои предходно не биле консолидирани, го намалил долгот, регулирал одредени предходни обврски и така натаму. Така што тука исто може да биде неизвестно, доколку тука треба да застанат, тука треба СДСМ да застане позади него. Но она што е, аналитичарите често го користат кога не се сигурни во бројките, тоа е дека 2+2 во политиката не секогаш, односно не секогаш во вториот круг 2+2 еднакво на 4, особено не во една многу специфична општествена и политичка состојба како што е Кочани овие неколку месеци после трагедијата. Така, во многу сензитивен период за градот, и за општината, и за Македонија. Влен 5, ДУИ или НАИ 4, една анализа за изборниот резултат во албанскиот политички блок. Влен 5 во прв круг, ама 9 во водство. Да. А НАИ 4 во прв круг, а 5 во водство. Сега ова може малце се менува во последниве денови, во последниве часа со финалните пребројувања, но она што е значајно е дека очигледно Влен добиле поддршка во етнички мешаните средини, како Чаир, Тетово, од ВМРО-ДПМН за градоначалници. Но ако ги провериме советничките листи, јас таму очекував дека можеби тоа е аргумент делумно на ДУИ вчера на еден прес беше, дека на советнички листи, односно во апсолутни бројки помеѓу етничките албанци ДУИ води. Ова треба плюс да се доанализира, немаме сега целосни или бројки одеднаш да ги видиме, треба да се оди едно по едно, но на оние места каде што Влен победил со градоначалници, еве да речеме дека дури и победил со поддршка на ВМРО-ДПМН, на ниво на советници исто така води и ќе има очигледно, можеби не мнозинство, но ќе има повеќе советници од ДУИ. И тоа не се само Чаир и Тетово, како некакви лакмус тестови за општото расположение. Туку и некои помали општини и, например, Влен има на листата за советници во град Скопје има одличен резултат. Има резултат подобар од СДСМ и подобар од ДУИ. Така што по мене недвосмислено дека Влен издвојува победа овде. И тука ќе тоа исто треба да значи дека и за ДУИ, иако не е ваква катастрофа како со СДСМ, ќе треба да се погледнат во огледало и да почнат некакви размислувања за значајни промени, затоа што лесно е да победувате на избори кога сте долго време на власт, ги држите сите полуги на моќ, држите голема група на луѓе со клиентелистички вработувања. Кога тоа ќе се измести, а се измести, се случува ова и за мене ова и не е големо изненадување, затоа што ова исто му се случи на ВМРО-ДПМН после промената на власта 2017, тоа веќе го спомнавме,
значи кога ќе се изгубат полугите на моќ на централно ниво, кога нема веќе што да се ветува, кога нема веќе каде да се даваат тендери и така натаму, а некој друг ги дава на другата страна, да не заборавиме, тоа за вакви партии кои биле естаблишмент толку долго е голем гейм ченџер и ова се случува сега со Дуи. Она исто што е доста индикативно е што нивниот, да кажеме, најмаркантен лик после Али Ахмети и Артан Груби кој нели замина некаде, беше Бујар Османи. А Бујар Османи изгуби во директна трка во Скопје од еден од најголемите ривали нивни Изет Меджити. Така што на некој начин го потрошија. Го потрошија сега Бујар и сега кој би бил таму некој нов човек што би можел да повлече и да креира еден нов наратив, како што, например, креира Амар Мециновиќ во Левица. Така. Еве, само да ги споменеме, значи, Дуи или кандидатите на најмногу гласови Врапчи ще гостивар Липково, Пласница и Чашка, а од коалицијава вреди победи во Арачиново, Боговиње, Дебар, Долнени, Желено, Сарај, Теарце, Тетово и Чаир. Да. Практично, освен гостивар, се друго е или ситна риба, значи и Дебар немаат победено. Значи нема ни еден, освен гостивар, нема каде Дуи има некој добар резултат. Ова се други во рурални општини, мислам, без некое подценување, но за партија што била буквално пандан на машинеријата на Груевски минатите години и тие продолжија да бидат машинерија дури и со СДСМ, и добар дел од падот на СДСМ се должеше на арогантноста на Дуи и на незините функционери. Ова е едноставно изборен пораз и треба да биде една пресвртна точка. Сите овие големи, да кажеме, крахови треба на политичарите и на политичките партии да им служат како некој момент на пресврт, промена. Ако е пресврт, тогаш може поразот да биде и позитивен. За жал, кај нас најчесто им треба повеќе време да се вратат. Така. Боријан, сакам и една друга работа да ја изанализирам, имајќи во предвид дека целата предизборна риторика, сега самиот изборен ден, во ред, меѓутоа резултатите сега ќе видиме, не очекува и втори изборен круг, меѓутоа она што му предходеше на гласањето беше риториката, па на крајот вчера и од денот нели на пресконференциите, пораките беа конкретно еве премиерот Мицкоски рече, опатувајќи нели директно кон Дуи, дека треба да се заборави на онаа националистичка риторика што провејуваше во самата изборна кампања со орли, со нели така некој националистички наратив кој што потикнува нели директно влијае кај гласачите, меѓутоа од друга страна не може да не го споменеме дека во Тетово еве се славеше со зурли и тапани, со развиорени албански знамиња и дури знаме некои помлади деца на голема Албанија. Сепак тоа малку контрадикторно ми делува кога директно нели зборуваме од една страна за една риторика кога се работи во опозицијскиот дел, а друга риторика кога се работи во коалицијскиот дел. Како еве на тој момент таа дискрепанца помеѓу риторика и пракса, за жал се уште и не можеме да очекуваме дека ќе се надмине, не само за национални теми, не само за етнички теми, тоа е и за сите други теми. Сите се еколози, сите се антикорупционери и така натаму. Значи, тоа едноставно за жал уште не можеме да го надминеме, односно се уште нема доволно критична маса на гласачи кои ќе казни ако некој едно збори, а друго прави. Се казнува тоа, нели, во вакви случаи каде што се казнува одредена партија, но кога владеачка моќна партија е во полет, таков корективен механизам нема во електоратот и сега тоа е делумно и разбирливо. Од друга страна па во споредба со претходни изборни циклуси не би можел да кажам сега дека имало поголема
националистичка реторика. Не велам кога се очекуваат Значи, гласовите, нели, за поддршка. Тоа е. Не знам што... Едноставно, тоа е начинот, моделот на нашата демократија, каде што ние сепак споделуваме еден унитарен политички простор со два главни етникуми и дури со сите мани, мислам дека го имаме поминато тестот на времето овие пострамковни веќе колку години и дека е одржлив моделот и дека функционираме. Знаете, дури интелектуалци од други држави, пред се еве од Србија, не националисти, дури интелектуалци се уште сметаат дека ние имаме, не знам, етничките македонци, имаме ние проблем со етничките албанци и така натаму, затоа што нивните државни уредувања не препознаваат такви и имаат лоши искуства со мултиетничноста, сепаратизам и така натаму. Ние мислам дека успеавме, барем за сега, сето тоа да го интегрираме. За жал, општествата има одреден паралелизам, што во образованието, што во политиката, па дури до негде и во бизнисот, иако таму веројатно најмалце. Но во културата, помеѓу младите и така натаму, постои тој паралелизам, но сепак мислам дека еве овие клучни политички настани како избори и така натаму поминуваат во релативно хармонична средина и не би ме загрижувале тие, не знам, провокации, славија со... Мислам, тоа е веќе фолклор, едноставно мораме да го прифатиме тоа така како што е. Знам дека се локални избори и дека нели треба да се фокусираме за тоа што ќе направат идните градоначалници и што ќе превземат во рамките на тоа што е нивна обврска за да функционира нели општината на чие што чело ќе застанат. Меѓутоа, генерално, би сакала на крајот на нашиот разговор да го споменеме она што ни останува како крупен чекор или крупна домашна задача на малку пошироко. Беше искористена, провејуваше во рамките на предизборието и на риториката, особено партиските лидери нели знаеа да искористат некојаш бидат многу повеќе во центарот на вниманието отколку кандидатите за градоначалници. Генерално и пораката, последната, нели, да речам, гостинка од Европа, председателката на Европскиот совет, Европската комисија Урсула фон дер Лајен, и пораката дека уставните измени се единствениот услов за продолжување на евроинтеграциите на Македонија. Не велам само локално, туку генерално и глобално да го гледаме она што нам ни преостанува како задача и што мораме да го направиме ако сакаме да го откочиме тој пат на кој што премногу долго сме застанати. Ајде прво од глобално и национално, па после и на локално неколку реченици. Очигледно ова сега дава на владеачката гарнитура еден фин маневар. Освен уставните измени, значи ова со уставните измени е веќе тема која долго време се провеува. ВМРО ДПМН нивната позиција е дека некакво репреговарање мора да се случи и некаква гаранција да се добие дури најсимволичка, па после да се отвара уставот. Мислам дека нема од тоа да попушта, тако се успее некако да се дојде до некаква гаранција. Имаше некои пораки, нели, изминативе неколку месеци од Брисел дека можеби нешто ќе се отвори, иако јас сум скептик. После резолуцијата на СДСМ рекоа ти е нова некоја можеби ќе има некакво поместување после изборите, затоа што маневарот е тука, комоцијата е тука. Она што мислам дека е поважно на национално ниво е оваа апсолутна сега владеачка позиција што ВМРО ДПМН и коалицијата ја имаат, да знаат како да се носат со тоа, да не отидат во одредена автократизација на општеството, бидејќи нас ова ни се има случајно слично со Никола Груевски 2006, 2008, па ветото и така натаму.
Значи да се остави, за сега мислам дека релативно добро функционира јавниот дискурс во смисла на медиуми, во смисла на отвореност кон критика. Можеби не се отворени кон критика, но не се ни премногу агресивни кон критичките позиции во општеството, со некакви исклучоци, за разлика, например, од тоа како беше претходната гарнитура, но сега е тестот на политичка зрелост, дека тоа што го добиле како легитимитет нема да го злоупотребат во одредена автократизација, туку ќе останат отворени и конструктивни. И што се однесува на локално ниво, за сите нови и старонови градоначалници ќе биде исклучително важно да успеат да одолеат на притисокот од приватниот капитал, пред се од инвеститорите, кои имаат, особено во одредени урбани општини, главно во Скопје, но и во другите градови, имаат интереси кои често се косат со јавниот интерес и треба да застанат во одбрана на јавниот интерес, во одбрана на квалитетот на живот на граѓаните и правото на хумано домување, хумано функционирање и така натаму. Позицијата сега дека позади нив има партија моќна на власт, до некаде им дава маневар да бидат комотни, да не мора да шуруваат со одредени приватни интереси, како што дел од кандидатите веќе се шпекулира дека имаат вете на одредени парцели и така натаму. Од друга страна пак, целата таа состојба на многу интереси и проблемот со финансирањето на општините, кои главно се финансираат од комуналии, создава едно обкружување во кое лесно се случува носителите на функции на локалната власт да потпаднат под коруптивни влијанија од приватниот сектор. И мој апел е да се држат до тоа што го ветиле. Така. Да не биде дека никогаш не дореализирана децентрализација или директна зависност од централната власт, туку да профункционираат она за што се наменети. Немаме резервен живот, тоа е да го искористат многу подобро и она што кажа, тоа што го ветиле да го направат, бидејќи граѓаните заслужуваат достоинствен живот, да говориме за реализирани некои поголеми и покрупни проекти за развој, отколку за оние суштинските, дали се работи за собреќе, комунални дејности и слично, нешто што им е редовна работа и обврска. Да. Благодарам многу за гостувањето. Верувам дека барем од оние прогнози дел што ги споменавме, ќе можеме да ги изанализираме и после вториот изборен круг. Уште еднаш благодарност за издвоеното време. Благодарам за поканата. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.